Почитувани колеги, почитувана јавност, добро е вака барем за колегите пратеници за јавноста, за оние кои што не успеваат да ги прочитаат партиските соопштенија на СДСМ, не поминува ден, барем еден пратеник од СДСМ да не се јави да не го прочита, ама нажалост морате да разберете дека тука сте избрани за да служите на народот, а не да читате партиските соопштенија. Треба малце да погледаме реалноста онаква каква што е, а не како што ни ја сервираат или како што ја гледаме со розевите очила. Првите 3 сета на мерки не само што не го дадоа одговорот на спречувањето на девастирањето на економијата, туку истото и го забрзаа. Затоа се искористени само 54,55% од истите, затоа економијава е како што сега согласно сите параметри, еве го тука заменикот можеме слободно да продискутираме, затоа крираме и четврт, а затоа најавуваме 5 и 6 пакет на сет на мерки и затоа вице-премиерот за економски прашања вели дека не е ништо страшно ако немаме ни 70% од задолженост на вкупниот долг на, тоест јавниот долг на Република Македонија. Господјо Лазаревска, можеби во партија не ви ги сервираат тие податоци, ама Државниот завод за статистика е професионална институција која што верувам ќе се согласите со мене, вади секогаш точни податоци. Па вака има еден податок вчера што издаде 455.600 луѓе во 2019 година, значи пред да почне пандемијата, биле на праг на осиромашувањето. Ќе видиме колку е за оваа година. Не знам како не ви е срам да зборувате за здравство и за справување со економија. Па господјо Лазаревска, тие податоци говорат дека сме 18-то место на светот по смртност, а прво во регионот. На вистина не ми е јасно како не ви е незгодно да излегувате до оваа говорница да го кажувате тоа кога во 19 часот ние ќе бидеме тука, а ќе стигне шамарот од бруталната реалност дека сме рекордери по заболени и по луѓе што го губат животот. И едно друго прашање ве молам да ми одговорите затоа што гледам дека сте спремна да реплицирате. Како е можно обичните граѓани на Република Македонија, се извинувам така што ќе ги наречам, да не може да се тестираат по десетици денови, да седат дома а никој да не ги проверува, да не добиваат решенија за изолација, а функционерите на ваша партија тука да седат на седница, да почувствуваат симптоми и за 2 или 3 часа да имаат резултати од тестовите. Знаете што е тоа? Тоа е класна неравнотежа. Тоа вие што го говорите дека некој го правел, а сега не постоело. За жал, тоа нема да го прочитаме во вашите соопштенија, ама бројките друго кажуваат. И ние сме тука, ако можеме 24 часа да седиме и да ве соочуваме со таа реалност, заради тоа што не е тоа што ВМРО ДПМН го сака или го мисли. Тоа е тоа што го зборуваат граѓаните. И тие се бројките, ова се бројките кои што се комуницирани од вашите владени представници. Вие можете да утре тука да кажувате вака било, така било, ама кога ќе искочиме надвор од ова собрание, граѓаните друго кажуваат. А набрзо ви гарантирам исто како што и се досега ќе бидете соочени со таа брутална, тешка македонска реалност. Ви благодарам.